Којунџиството спаѓа во групата на постарите металопреработувачки занаети. Најголем процут во Македонија има во средниот век, достигнувајќи кулминација во 18-тиот и во првата половина на 19-тиот век. Занаетот бил исклучително ценет поради уметничките вредности на своите производи, во кои се проткајувале осмислената форма, префинетата и прецизна изработка. Производите на овој занает се резултат на долготраен и сложен процес, кој бара големо стручно знаење и искуство на мајсторот. Покрај женскиот накид, кој представувал најмасовен којунџиски производ, којунџиите изработувале и ќустеци, табакерии за мажите, украсувале оружје и оружарска опрема, изработувале предмети за домашна и лична употреба, како и предмети кои биле дел од црковниот мобилијар. Најчесто применуван материјал за нивна изработка било среброто и неговите легури, позлатеното сребро, поредко златото, тучот и месингот. Китењето е старо колку што е старо и човештвото. Меѓутоа, накитот, како професионална дејност, е од подоснежниот период на човечкиот развој. Којунџиите пред се се инвентивни луѓе, и тоа не од поново време, туку од памтивек. Во минатото, патот до мајстор којунџија бил долг. Занаетот се учел од 8 до 15 години. Прво треба да се мине најмалку 4 години во статусот чирак, исто толку и калфа, кој бил помошник на мајсторот, дури и на крај да се стане мајстор. Најчесто којунџиството минувало во наследство, се пренесувало од поколение на поколение. Виновникот за пренесувањето на којунџиството од поколение на поколение е феудализмот. Именно феудалецот на својот посет имал и којунџија, кој морал едно од своите машки деца да оспособи за својот занает. Феудалецот имал и златари робови, па кога го продавал имотот на друг феудалец или на манастирите, го продавал заедно со целиот персонал. На овој начин, од колено на колено се пренесувале и сите алати, начинот на работењето, разните техники и тајните во изработката на предметите до кои се дошло. Тајните единствено се пренесувале на свој човек, а не и на било кој друг кандидат што го учи занаетот. Тугиот човек морал да учи од занаетот на мајсторот, во што успевале оние кои биле најинтелигентните, најснаодливите. Работата на којунџијата не била едноставна, туку тешка и креативна. Накетот пред се е културно наследство, подвижно богатство и дава слика за историско-културното минато. Којунџиството е уметнички занает, него го сочинуваат 4 гранки. Којунџии со лиење и исчукување предмети, филиграни, златари и джеварџии. Којунџиите со лиење и чукување изработуваат предмети за сакралните објекти, како црквите, манастирите, стопанството и за домашна употреба. Джеварџиите, кои уште се викаат јувелири, изработуваат предмети и украси исклучиво со скапоцени камења. Најприсутни се филиграните и златарите, кои изработуваат метален накит од сребро и злато со различни техники. Накит изработуваат и којунџиите со лиење. Којунџискиот занает е еден од ретките занаети, кој се задржал подолго време во Велес. Се смета дека еден од првите којунџии во градот бил дедо Дано, кој занаетот го учел во Скопје и во Призрен. Тој учествувал и директно во изградбата на црквата Свети Пантелемон во Велес. Дедо Дано, како што го познавам само од кажувањата на моите постари, на мојата баба, на мојот татко. Тој е првиот предок што јас го познавам, односно што имам податоци како мој предок, дојден тука во Велес. И неговото патешествие е многу, да речем, чудно и онака авантуристичко. Неговата фамилија дојдена од селото Милино, тука во Велес, а него родителите, бидејќи биле чорбаджи во тоа време, така ги викале, него го испратиле да учи занает. И тој отишол, учел занает
Тој е првиот познат кујунџија во мојата фамилија. За дедо Дано е познато по кажувањето на баба ми, дека тој направил 2 големи полилеа од месинг, тоа се лустари со свети оние, во црквата Свети Пантелеимон. Понатаму од сребро има направено обвивка, односно обшив на тропарот, тогаш што се користел во црквата, а исто така има направено на неколку икони сребрени ореоли и раката обично на Богородица. Тогашните кујунџи изработувале рака од сребро на мајката на Исус, Богородица, и таа било исто така направена на икона. И тоа покасно овие работи ги снемало, односно во годините што следеле понатаму, сето тоа било однесено, дали од српските, дали од бугарските свештеници, и така да немаме некои траги од неговата активност, односно од неговите изработки. За него знам дека, односно моите предци, првите дуќани ги купиле под саатот, значи веднаш под градскиот саат, каде што и денеска работи Стефанчо. Значи тука имале 3 дуќани, кујунџиски дуќани, и ги обавувале тие дејности. Најпознат меѓу кујунџиите секако бил, значи после дедо Андреа бил дедо Манче. Тој бил еден од еснафите, би рекол, велешки. Дедо Дано имал 2 сина кои се викале Јован и Манче. Манче го научил занаетот во Стамбул од турски мајстори и е продолжил традицијата на кујунџискиот занает. Подоцна тој занаетот го пренел на неговиот син Андреа, каде семејството Манчеви започнуваат да изработуваат разни предмети од злато и сребро, а муштериите го препознавале квалитетот и иновативноста, па семејството за кратко време станало едно од поимотните во градот. Се знаело дека под саатот бил кујунџијата Манче. Исто така и Андреа, неговиот син, бил голем мајстор кој бил доста ценет не само во Велешката чаршија, туку и пошироко. За неговиот квалитет се зборувало недалеку и во другите градови. Овој занает веќе со години се пренесува од колено на колено во фамилија Манчеви. Денеска традицијата ја продолжува Стефан Манчев во истиот дуќан каде работел неговиот дедо и татко. Тој вели, кујунџискиот занает во дуќанот опстојува веќе 200 години. Овој занает кај нас е традиционален. Уше од многу поколенија. Прво бил прадедо ми Манче, што го носи името Манчеви, потоа Андреа, неговиот син, па неговиот внук Димче и јас сум правнукот Стефан. И така се долги години, па занаетот почнат е по мои кажувања од 1850 година. Прво дедо ми почнал, прадедо ми, па дедо ми, а исто да ви кажам дека дедо ми Андреа го совршил овој занает во Софија, кај пријатели на прадедо ми Манче. И бил еден период таму да го соврши занаетот. И од кога се вратил од Софија, стварно станал добар мајстор. Браќата Димчи и Киро Манчеви долго време го работеле занаетот во Велес, каде тоа им представувало и главна екзистенција. Тие изработувале прстени од злато и сребро, поправале женски накид, лепеле ланчиња и прстења. На христијанскиот празник Благовец, традиционално на малите дечиња им ставале обечиња на ушите, што тие сами ги изработувале. Во тоа време се заработувало добро од кујунџискиот занает. Стефан кучел занаетот од неговиот татко Димче. Вели занаетот е тежок и доста комплициран. Треба да го сакаш, па да го работиш. Пред се, треба да се биде трпелив и прецизен во работата. Тоа е занает во кој уметноста се покажува преку мајсторствата на двете раце на занечијата. За да се направи прстен потребен е калап од специјална земја, што занечиите ја набавуваат од ковачите. Кога калапот ке се подготви, се топи златото или среброто во специјални алатки, па се налева во калапот. Потребно е време за да се излади и потоа се вади накитот, па започнува процесот на обработка и тоа полека за да не се оштети.
На крајот се покажуваат уметничките квалитети на мајсторот во графурата на накитот. Се исцртуваат цветови, лисија или иницијали на некое име. Но за жал денес Стефан е последниот којунџија во Велес. Тој вели, никој повеќе не порачува златен накит или украсни предмети од сребро. Тие биле обележје на еден сосем поинаков начин на живот, што денеска не го живеат младите генерации. Луѓето во денешно време повеќе сакаат да купуваат накит, отколку да го лепат и крпат. Со навлегувањето на машинофабричките готови производи, којунџискиот занает полека почна да изумира. Сериските производи се поевтини отколку што чини само материјалот за нивно изработување од којунџиите. Од втората половина на 19. век до 1944 година, повеќето којунџии ги затворија своите дуќани. Денеска во преориентацијата на општественото уредување се зборува за оживување на којунџиството, но за тоа е многу доцна, бидејќи нема подмладок. Кај ниеден мајстор нема ученик. Денеска има прилично фирми на филиграни и златари, но во својата суштина тие се трговски, а не творечки дуќани. Врвните мајстори што останаа, главно се занимаваат со филигранството, бидејќи златари и не можат да бидат сите. Дел од накитот што порано го изработувале старите мајстори којунџии се наоѓа во Народниот музеј во Велес, каде посетителите имаат единствена можност да го видат накитот што нивните предци го носеле на свечени моменти. Помеѓу накитот може да се сретнат голем број на ланци, филиграни, пафти, прстења, обетки, сите украсни детали кои македонскиот народ ги носил за разни веселби, крштевки, свадби, имендени, слави во изминативе 2 века. Изложените предмети се од велешко кои се создадени од средината на 19. век се до средината на 20. век. Изработени се од различни материјали, најчесто сребро и негова легура. Користени се и сребрени пари кои биле исфрлани од употреба, турски, српски, бугарски, па нашиот народ корисно ги употребувал. Го декорирал накитот со нив. Представени се пафти кои тогаш служеле како колани, пафти за награди кои ги користеле мажите и жените, ланчиња за награди и околуврат, накит кој се носил на глава, брошеви од филигран, белегзи, прстења, украсни крстови и амајлии. Интересно е тоа што дел од изложените прстења се со печат мур, бидејќи нивните сопственици биле неписмени, па ги користеле како потпис. Целови накит зборува за културата и богатството на македонскиот народ. Непосредно поврзан со којунџиството е златарскиот занает, кој бележи повеќе вековна традиција. Златниот или сребрениот накит семено се пренесувал од генерација на генерација, а секој убав повод во животот се користел да се подари злато, на венчавки, на родендени, за свршувачки и за крштевки. Златото како символ и статус во општеството се провлекува многу векови откако се памети за човештвото и модерниот начин на размислување. Тоа е метал кој најлесно се изработува и е посебен како метал и единствен кој се разликува по својата тежина и може да се преработува повеќе пати без да изгуби од квалитетот. Од дедо прадедо, златарскиот занает се пренесувал во познатото велешко семејство Зографски. Ова семејство не само што се занимава со златарскиот занает, туку главна екзистенција на семејството било и часовничарството. Никола Зографски е еден од најстарите часовничари во Велес. Тој почнал да се занимава со златарскиот занает, кој подоцна го пренел на неговиот син. Тоа што тој повеќе сакал да го работи, било часовничарството. Почетоците на занаетот во ова семејство датираат од далечната 1925 година, кога неговиот чичко Славијко почнал да го учи занаетот во Солун. Подоцна го пренел на неговите браќа Спиро и Киро Зографски и биле првите часовничари во Велес. Часовничарот Никола се сеќава точно кога почнал да чиракува кај неговиот татко Спиро во 50-тите години од минатиот век. Чиракувал во истиот дуќан каде што денес работат неговите синови.
Со години ги поправа рачните часовници и будилници на Велешани. Низ неговите раце поминале безброј часовници. На ден поправал од 15 до 20. Поправал и ефтини, но и доста скапи. Некоја куќа имало будилник. На сабајли им служеле за на работа, да може да го разбуди. Тоа фабриките на работа одеа, работеа сите фабрики у градот. Рано мореа да станат у 5 саат од 6. Будилниците беа многу ги употребуваја луѓето. И ручните се разбира, секој си носи. До ден денеска, по старата генерација, уште некои си носат со навивање. Али како иде, се се изумира. Тоа си оди се на дигитални саати со батерија што се. И нема поправка, се расипе. Или батерија едино, друго нема шо. Додека друзите саати тие со навивање, ако му падне осовина се крши, федер може да се скрши. Тоа се е ново се менјавало. Часовничарот Никола често навраќа во дуќанот кој му буди спомени од минатото. Се уште се случува да земе да поправи некој часовник, но вели поретко се случува да дојде некој и да донесе часовник на навивање, бидејќи современата технологија полека го засени овој занает. Во денешно време, младите не носат повеќе часовници на навивање, тие останаа во минатото и се појавија новите дигитални. И старите будилници повеќе ги нема. Денес младите како будилник ги користат своите мобилни телефони. Ко занаат, поправки што сме вршиле, 80-90% е намалена работата. Нема општо. Тешко, не можеш само од тоа да живееш. Од поправки нема више сега. Уназад за едно 10, може и 15 години се намали работата, нема ништо. Кои сите занаат? Земете ги, терзиите, сите. Сите занаати општо изумираат више нема. Затоа и нема подмладок. Неговиот син, Маријан Зогравски, веќе 25 години се занимава со златарскиот занает. Занаетот го научил од неговиот татко и тој е третото колено во фамилијата што ја продолжува традицијата на овој занает. Тој вели дека му биле потребни околу 10 години за добро да го усоврши занаетот. Во минатото луѓето повеќе преферирале да купуваат жолто злато, но денес повеќе има тенденција на зголемување на продажбата на белото злато. Квалитетот на двата вида на злато е ист, бидејќи златото е руда и имаат исти својства. Многу често младите, кои планираат да запловат во брачните води, доаѓаат прво во неговиот дуќан да одберат прстен, со кој ќе ја побараат раката на својата сакана. Тој вели дека во денешно време младите повеќе одбираат свршенички прстени со еден камен или бурми од бело злато. Младата генерација претежно се ако зимаат бурми, свршенички прстења, помодерно и бело го зимаат. А повозрастните се сушени на жолто злато да носат. Разлика нема меѓу белото и жолтото, истата легура е, само се става еден метал за да има бела боја. Значи не е платина, бело злато исто од жолтото злато се прави. Само се стави еден метал алоја се вика за да има бела боја. У минатото не било актуелно толку белото злато како сега што е актуелно. Порано стандард жолтото злато си беше. А сега вака поновата, помладата генерација само бело злато сакаат они. Помеѓу којунџискиот и златарскиот занает, во минатото со години обстојувал и филигранскиот занает. Филигранот бил особено раширен во старомакедонското занаетчиство и како таков представува наше наследство, кое во турско време станува една од најзастапените техники при обработката на накитот од сребро и злато. Филигранот на нашите простори обстојува со векови и е тоа што најмногу асоцира на културното и историското богатство на Македонија и на нашата традиција. Филигранството е макотрпна работа, која освен дарба, бара трпеливост, многу љубов и креативност. Ова е занает на трудољубивите, упорните, на смирените, затоа што бара прецизност и нежност во изработката на накит и други украсни предмети од сребрена жица. Во изработката на филиграните се вложува особен труд. Само така под прстите се оживува една од најстарите и воедно најубави техники на обработка на филиграните, безвременски занает со богата историја, традиција и сложена техника. Изработените модели се сопствена креација.
Поради тоа се сметаат за уникатни уметнички ремек дела. Во изработката на филигранот до полн израз доаѓа индивидуалниот народен креативен дух. Секој мајстор ги комбинирал шарите и креациите на примероците онака како што ги замислувал, а добрите мајстори на филигранот биле познати надалеку и одлично платени за трудољубивоста во особената работа со која се занимавале. Куриозитет и убавината на занаетот е и во тоа што се работи речиси со истите алатки со кои работеле и старите мајстори филиграни низ вековите, што ки наследниците на занаетот создава чувство дека се дел од историјата на создавањето и продолжувањето на една културна традиција. Сепак, кујунџиството, филигранството и златарството обстојуваат и му пркосат на новото време. Старите добри мајстори и денес постојат како наследници на една долга традиција. Сите значајни имиња од таа традиција не можат ниту да се наведат. Времето си го прави своето, но вистинските мајстори никогаш нема да исчезнат.